Има интерес не само од автомобилската индустрија, туку и од други индустрии, заради тоа сме и овдека во Њујорк за дополнителни состаноци со компании кои се повеќе од сервисниот сектор, со тоа што она што се случува, голем број на американски компании, но и германски компании кои се веќе присутни во Македонијата автомобилската индустрија, дополнително значат еден подстиг, бидејќи кога компаниите на нашиот штанд ќе ги видат брендовите и логоата на оние компании кои веќе се присутни во Македонија, многу од нив сакат да застанат да прашаат што точно тие произведуваат, колку долго се во Македонија, и многу е полесно да се отворат вратите на тој начин кога веќе компаниите знаат дека некои од нивните директни конкуренти или компании со кои тие соработуваат се присутни кај нас. На тој начин тоа навистина ни помага во случајот. А некои од овие компании, нивни представници беа и на самиот настан и многу е полесно тие да направат едно директно запознавање или да не представат до некои други компании од секторот и да кажат какво е нивното искуство кај нас. Задоволни ли сте вие од прв човек сте кој што има директен увид во тоа колку овие големи компании сите во светот се заинтересирани за Македонија, колку оние мерки сите што ги нудиме вродија со плод, пониски даноци за фабрики, пониски даноци, односно вработување на македонци, на тој начин подобрување на економијата само Македонија. Колку сте вие задоволни, колку интересот кои овие сериозни компании за Македонија? Сите тие мерки директно влијаат врз големување на интересот на Македонија, без разлика дали е тоа подобрување на бизнис климата. Самиот факт што од веќе десетина дена ние сме на 10-тото место во светот за од гледна точка на бизнис клима според Светската банка, но сите оние други мерки кои се направени, ниските даноци, инфраструктурата која е изградена каде што компаниите лесно можат да дојдат во слободните економски зони да ги изградат своите капацитети. Сето она што значи поддршката на компаниите при одлучување, но исто така и при реализирање на својата инвестиција, имаме навистина добар интерес. Дали може подобро? Апсолутно, секогаш може подобро, но мора да се земе во обзир од каде започнавме. Пред 10 години, кога целиот овој процес се започна, воопшто никому не му беше нити јасно, нити воопшто ја разгледуваше Македонија како потенцијална дестинација. Денес, навистина, ние сме лоцирани на таа мапа на земји од Источна Европа и ние влегуваме во она група од 5 до 6 земји кои активно се анализираат, а многу често влегуваме и во онаа група од 3 земји каде што се прави една длабинска анализа пред да се донесе конечната одлука.